Илјадници хектари шуми досега изгореа во големите пожари кои зафатија повеќе региони од државата. Уништени се високо квалитетни шумски појаси, а според јавното претпријатие Македонски шуми, досегашните штети само во месец март се проценуваат на 53 милиони денари. Во текот на истиот месец се случиле 128 шумски пожари, изгореле 2817 хектари површина, односно 3250 кубни метри дрвна маса. За Благоје Прентовски, инженер за заштита од пожари, постојат луѓе кои намерно ги предизвикуваат пожарите, најчесто за економска добит. Ако разговараме стриктно за шумските пожари, значи се работи за прибирање на огрев. Не се свесни дека тие можат дека предизвикуваат големи материјални штети врз шумите. Сигурен сум дека во 99% од пожарите кои се дешаваат на територија на Република Македонија се човечкиот фактор. Од противпожарната служба во Струга велат дека не паметат толку многу пожари во овој период од годината. Загрижувачки е тоа што имаме ситуации во исто време на повеќе локации да се јават пожари предизвикани од човечки фактор. И тоа ни дава наслачење дека нешто се случува. Голема површина изгорена нискостеблеста, високостеблеста шума и старништа кои за жал негде каде дојде да се запалат и штали, делови од кујчи од тие истите старништа. Прентовски вели дека за обнова на уништените шуми со помош на човекот се потребни од 80 до 100 години, додека по природен пат помеѓу 400 и 500 години. За да се спречат ваквите појави, неопходна е добра координација вели меѓу надлежните служби, како и добра контрола на терен. Од полицијата велат дека минатата и оваа година поднеле 8 кривични пријави против 7 сторители на кривични дела, дел за предизвикување шумски пожари, дел за предизвикување општа опасност. Биле поднесени и 42 известувања до надлежен јавен обвинител. За последните пожари во регионот на Крушево, полицијата сомничи 19 годишно момче кое било забележано како подметнува пожар. Од Центарот за управување со кризи велат дека од почетокот на годината биле регистрирани 500 пожари на отворен простор. Проблем при гаснењето на пожарите многу често се и старите возила со кои располагаат противпожарните служби. Голем дел од нив се од пред 4 па и 5 децении. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.